Добро вечер со топ тема на ваша страна. Зошто судството не може да се ослободи од партиските стеги? Кој наложува постојано прераспоредување на судиите во кривичниот суд? Дали некој ги есапи препораките од Прибе? Имаат ли надеж граѓаните во независно судство? На Жешкото столче вечерва во топ тема на ваша страна е Зоран Караджовски, претседател на Судскиот совет. Го прашуваме јас и колегите Љубиша Станковиќ и Мери Јордановска. Останете со нас. Во пресрет на денот на судството решивме денеска да биде наш гостин претседател на Судскиот совет. Вестите за судството речиси се секогаш меѓу првите во вестите, затоа што, како што и денеска, актуелните случувања кажуваат дека има многу критики, многу забелешки, особено во последно време за прераспоредувањето на судовите. Исто така и за односот на СЈО со судството. Ова се само дел од темите кои вечерва ќе ги разговараме со гостинот Зоран Караджовски. Ви благодарам што се согласивте да бидете на ова Жешко столче, така наречено. Добро вечер, благодарам на поканата. Поздрав за гледачите на телевизијата. Луѓето од судството многу не сакаат да зборуваат со медиумите и во последниве години речиси секогаш бивме на критика на некој начин. Дури вие самиот велевте дека медиумите вршат притисок врз судството. Се уште ли така мислите? Да, во една прилика го кажав, тоа беше издвоено за некои работи. Јавност, односно транспарентноста, сепак зависи од секој од нас лично. Каков пристап ќе имаме во работата и кон транспарентноста и кон јавност. Ако ве прашам со една или две реченици да ми кажете оценка ваша за судството во Македонија во пресрет на денот на судството, можеби и ќе имате некој говор кој треба да го одржите, која е вашата оценка наспроти забелешките на Стејт департментот или забелешките на Прибе? Во секој случај преодна, повисоко преодна, совршено никаде нема и не може да биде совршена никаде сликата, затоа секогаш треба да тежнееме кон тоа. Затоа сме и тука, и јас сум во Судскиот совет за да придонесам за што е можно подобри состојби во судството во Република Македонија. За состојбите во судството ќе разговарам и со моите колеги Мери Јордановска и господинот Љубиша Станковиќ, кои исто така следат судство и еве заедно со мене на оваа маса можете да бидете во улога и вие наводители и да го прашувате господинот Караджовски. Ќе почнам со она што е последно, односно денешно како вест. Повторно се направи прераспоредување во кривичниот суд. Многу судии се сменети, меѓутоа во оној преглед на тоа кој судија каде е распореден се гледа некоја тенденциозност во распоредувањето. До вчерашниот што се вели претседател на Кривичниот суд Панчевски сега ќе раководи со едно многу битно тело во судот, тоа е за организиран криминал. Судијките кои се најдоа, да речеме, во конфликт со СЈО и за кои што СЈО предвидуваше тужби, ќе бидат оние кои што ќе ги судат нивните предмети. А се тргаат судии кои што донесоа одлуки поврзани со работата на СЈО и кои што помина кај тие судии, да речеме, одлуки за притвор или други одлуки. Дали вие имавте увид во вакво нешто и зошто некои судии се казнети за сметка на други? Значи, ќе почнам од последниот збор. Казнети не може да бидат судиите заради годишен распоред. Морам да кажам дека ниту официјално, ниту неофицијално немам увид во годишниот распоред на новиот ВД претседател на Основен суд Скопје. Во секој случај тој не е правосилен. Во рок од 3 дена имаат право на приговор сите судии кои што не се задоволни од распоредот. Сите судии се судии без разлика каде судат. Основен суд Скопје е кривичен суд со едно оделение специјализирано за судење на кривични дела од организиран криминал. Значи, конкретно кој судија на кое место е распореден да работи со годишниот распоред за работа, кој, повторувам, не е правосилен, не ми е познато. Се уште. Општиот печаток беше дека со поставувањето на господинот Рибарев за претседател на Кривичниот суд ќе се сменат некои работи и фактички спласна целата таа тензија што се случуваше по
заменувањето на Панчевски, подоаѓањето на Татјана Михајлова по незината оставка, а сега фактички се сведуваме на истото, па дури и уште полош распоред на судии, некој микс од Панчевски, од Михајлова, што се гледа дека не сме мрднале баш од мртва точка. Јас би рекол дека е вештачки наметнато тоа дека постои криза, повеќе од што може да разговараме, и кој е тој авторитет, вие како што велите, дека некои се на несоодветни места од судиите. Председателот на судот, во конкретниот случај, веде председателот на судот со целосна одговорност на функцијата што ја извршува, одговара за годишниот распоред за работа. Тој најдобро треба да го изврши распоредот за да судот биде ефикасен, ажурен и да ги остварува правата на граѓаните. Јас само да наметнам пред да ви дам збор, Љубиша. Например, вие рековте кои отстапуваат од професионалност или се ставени на место. Има информации дека судијки кои треба да имат 5-годишно искуство се ставени да судат предмети во организиран криминал или предмети за кои што треба многу поголемо искуство. Вие, Љубиша, верувам дека имате повеќе детали од мене која судијка или кој судија е каде ставени со какво искуство. Да, меѓутоа сакав да прашам господинот Караджовски дали прво го слушнал терминот, бидејќи го пофали судството и работата на Основниот суд Скопје 1, дали го чул терминот Сваровски судство. Тоа е една работа и втора работа ме интересира дали господинот Караджовски знае дека со именувањето на господинот судијата Стојанче Рибарев од таму каде што е дојден, значи од Врховниот суд, на предлог на судски совет фактички не е прекршен членот 22 од деловникот на судскиот совет, кој што децидно вели дека оглас за избор на председател е 2 месеца рок и така натаму и дека се бира од редот на судиите кои имаат најдобра оценка во тој суд. Вие го донесоте судијата Стојанче Рибарев. И се случи најлош распоред што може да постои. Едноставно кога да го составувале Панчевски и Михајлова заедно. Додолку повеќе што имаме смена на близу 40 суди од вкупно 68 од 70-тина. Значи, повеќе пати повторувате најлош распоред. По која оценка и по која методологија оценувате дека е најлош распоредот, а кога би бил добар? Затоа што веќе има најави за 10 жалби по вчерашната одлука на господинот Рибарев. Минатиот пат беа 8, од кои беа прифатени 7 на Михајлова. Значи само една обстои, 7 беа паднати. Денеска веќе се најави 10. Предпоставам дека утре тој број ќе биде многу поголем. Што значи дека незадоволството е многу поголемо. Законско право е и јас сум поднесувал приговор на распоред за работа, па не сум повикувал медиуми. Законско е правото на приговор до Врховниот суд, ќе видиме како ќе се произнеси. Значи општо разговараме и ќе видиме дали е лош распоредот или не е лош распоредот од натамошното работење на судот. И конечно дали ќе биде правосилен распоредот и како ќе се произнесе по него, без да преюдицирам и не можем, како ќе се произнесе седницата на Општата седница на Врховниот суд на Република Македонија по тој распоред. Само да потсетам, реков да не одговорите на прашањето за Сваровски. Дали му прекршите деловникот и членот 22, каде што вика дека судија може да се избере, веде председател на судот може да се избере токму од редот на судот каде што работи со највисоки оценки и најголем број на бодови. Тоа е одредба. Не го прекршивме деловникот. Предходниот вршител на должност беше судија од предметниот суд, кој што поднесе оставка, судијата Татјана Михајлова. Сега не е прекршен деловникот затоа што не прв пат, значи се случувало од различни причини во претходни години 2008, 2009, значи не ме фаќате за збор кога, значи имало во 2 суда да се врши вакво делегирање на судија во суд и поставување за ВД председател. А зошто не се распиша нов конкурс за суди, за председател на Кривичниот суд, туку повторно се одеше на ВД председател? И на огласот имаше претходно и 20 пријавени кандидати, Иван Золев и Владимир Панчевски. Тој оглас не е поништен. Едниот отстапи, не е поништен, точно е, не е поништен. Во моментот ние сметавме дека не е соодветно да вршиме избор како колективно тело и дека треба да интервенираме со судија од повисок суд, кој што ќе избалансира некои работи, кој ќе како авторитет во судството, бидејќи судијата Стојанче Рибарев бил председател и на Основен суд Штип и на Апелациониот суд Штип во 2 мандати бил, се покажал со извонредни резултати во работењето и од тие причини
заради некои непринципиелни однесувања, како што реков и претходно, и некои работи излегува од колосек во работењето и во меѓучовечките односи, не само меѓу судиите и во судската администрација. Од тие причини ние одлучивме. Значи, не е прекршен деловникот, конкретно имало, значи, во претходен период, по одлуки на судскиот совет, конкретно и во Основен суд Ресен и во Основен суд Куманово, на истиот овој начин, биле поставувани вршители на должност, председатели на тие судови и имало одлични резултати на таму. Господине Караджовски, законот вели 2 месеца пред истек на мандатот на актуелниот председател кој што врши функцијата председател на суд. Во случајов на Основниот суд Скопје 1, на Владимир Панчевски мандатот му истече на 3 декември. Значи, вие сте требале 2 месеци понатаму да го распишете конкурсот. Ние се уште имаме ВД председател, имавме еден неуспешен, се очекуваме да имаме уште еден, најверојатно повторно неуспешен. Значи, точно е дека распишавме, но не е избран председател. Не зашто не се избра председател или барем не се поништи конкурсот? Зашто не постоја услови да се избере. Добро, рековте дека имало непринципиелни, нарушени односи. Може ли да ни кажете, во јавноста треба да знае, што е тоа што се случува во судот, заради кое што не може да се избере председател и заради кое не имаме сомневање дека се крши законот? Знаете, праксата е едно, меѓутоа не значи дека изборот на судија во Куманово или на друго место била законска. Вие се повикувате на праксата, прашање дали е законска. Ние се сомневаме. Може ли јавноста да знае што е тоа што спречува избор на председател? Какви се тие односи во кривичниот суд? Значи, не се односите во судот, туку како колективно тело ние не можеме во моментот да избереме. Како судски совет? Токму како судски совет не можеме да избереме, а и сметаме дека не е соодветно во овој период, затоа што пред истекот на мандатот на претходниот председател, сега кандидат за председател судијата Панчевски, значи имаше меѓусебно со друг судија, со Иван Џолев, меѓусебно поднесување на кривични пријави, представки и така натаму, па многу работи излегоа во јавноста, точни или неточни и така натаму, и заради тие причини ние сметавме дека во овој момент е оваа ситуација најсоодветна како што сме ја донеле ова одлука и натаму ќе следиме и ќе видиме какви чекори ќе преземеме. До кога ќе трае да? И тоа да значи сега дека овој конкурс на кој што се пријавени 20 кандидати е на стендбај или е? Значи конкурсот огласот не е поништен. Тоа е тоа. А зошто не го поништите? Веќе истекоа роковите, не го избравте на седницата, зошто не е поништен? Значи не сме донеле одлука да го поништиме и не е поништен. Ама дали тоа законски да биде непоништен и зошто не донесовте таква одлука? Значи законот никаде не вели дека треба да биде поништен. Точно е дека треба 2 месеци пред и 2 месеци после. А тоа што не уште 4. Роковите, затоа вели колегата да заради закон. 2 месеци пред и уште 4 после. Точно е така, значи не е кривичарски речено, тоа не представа суштествена повреда на постапка, ние навреме е огласот објавен. Точно е дека не е избран, се случувало и во други ситуации од различни причини, дали заради избори, дали заради други причини, да не биде во тој рок од 2 месеци избран председател, па сме немале проблеми. Меѓутоа сега очигледно има некакви други општествено-политички односи кои што влијаат и на перцепцијата на судството, па сега сме како и сега малку поагресивно се напаѓа на нас. А има ли перцепција во судскиот совет дека токму кандидатите, пред едниот од кандидатите има повеќе кривични пријави, за да се уште го држите на конкурс? Едниот има, рековте, еден на друг, си поднесува кривични пријави, меѓутоа еден од кандидатите има, колку што ја знам, 7 кривични пријави, не мора да ме држите за збор, може да е повеќе, меѓутоа веќе е симптоматично чим некој има кривични пријави, а треба да биде утре председател на суд. Значи воопшто не е важно. Дека треба да се поништите. Значи според вас треба да цениме по бројот кој има помалку кривични пријави да го избереме. Па ние самите рековте кривичните пријави се проблем. Значи кривични пријави може да има многу, секој на крајот да испадне дека нема ловина, значи нема да преюдицираме. Сакате да кажете дека конкретно господинот Панчевски може да работи ко судија во претходна постапка и потоа жалбите доаѓаат кај него, тој да ги решава жалбите. Да, прашањето е како тој ги решава за собствените жалби. На кривичниот совет. Што ќе се случи во тој конкретно има одредби за изземање на судија, на председател на суд, на цел суд, како може тоа да оди, секако дека не може да одлучува самиот за себе, мислам во секој случај тоа е и лаик го знае дека
Не може некој сам да одлучува за себе. Значи, ако треба, може да се делегира и в друго апелационо подрачје да одлучува за неговите предмети, како што и бил случај со една одлука на Врховен суд. Да се вратиме на прераспоредувањето на судиите. Јас не знам судиите кој како им дојде вд председател, постојано ги прераспоредуваат. Со оглед на тоа што конкурсов не е поништен, не се знае, може и трет вд ќе се донесе. Постојано се распоредуваат, меѓутоа едни исти судии како да се заштитени, а тоа се судиите за кои што медиумите истражуваа и пишуваа дека се во корелација со претходната власт, со ВМРО ДПМН. Па имаше дека една е сопруга на партиски кадар на ВМРО ДПМН, судијката Софија Лаличич беше споменувана во бомбите, тука на Стваровски судство за кое што ве праша конкретно колегата, и уште многу други, а за сметка на тоа се деградирани судии со поголемо искуство. Например, судијата Реџеп Агич е ставен во прекршоци, судијката Кацарска е ставена. Како се деградирани? Не треба да работат, тие само плата да добиваат, меѓутоа, не разбирам каква е како таа се оценка на вд председател кој што доаѓа од суд во Штип, да речеме, кој што и не ги познава толку судиите? Значи не, тој доаѓа од Врховен суд. Или од Врховен, еве не ги познава тие судии што се внатре, да има таква значи сознание и право да вака ги распореди на овој начин. Јас лично мислам дека ова многу е се уште поврзано со партиските стеги и со нечи друг налог тој дака да ги прераспоредува. Да, и само да се надоврзам на ова, бидејќи прашувате цело време деградирани. Судиите кои што со децени работеле на една материја, кривична материја, цел живот буквално, и сега наеднаш во еве условно кажано пред пензија се ставаат на сосема друга материја да работат, треба да ја учат поново, треба буквално се да учат од почеток, бидејќи тоа било учено на времето, но во практика не било спроведувано. Суд на сосема друга материја биле. Вие тоа не го гледате како деградација? Значи, тој е кривичен суд, нема друга материја, кривични дела, кривични предмети и прекршочни предмети. Добро, сега едно е организиран криминал, друго е прекршоци, едно е судење по стар ЗКП, друго е по нов ЗКП. Например, судијата, еве сега ми паѓа на памет, судијата Огнен Ставре. Судија кој што е долгогодишен судија и од одделот за организиран криминал го стават во одделот за прекршоци. И тој е веќе повеќе од една година, надвор од сите законски рамки, седи и работи ко судија. Имаше жалба, еве сега веројатно повторно ќе следи, претпоставам дека ќе следи нова жалба. Меѓутоа, сметка на тоа, носите судии од надвор, условно речено од надвор, да не именувам сега, имаме од Радовиш, имаме од Куманово суди, кои што судски совет ги делегирал да работат како судии за прекршоци, во одделот за прекршоци, меѓутоа одеднаш стануваат судии на криминал возрастни или ги ставаат во организиран криминал. Тука ќе морам да ве исправам, значи многу пати е повторувано, дури имам и демантирано. Значи судскиот совет кога делегира судија во суд, а не го делегира на која материја да работи. Ние добро се сеќаваме, господине Караджовски, дека проблемот до тој суд почна, со апсењето на судиите во одделот за прекршоци. Ако сакате повелете утре во судскиот совет, ќе ги видите сите решенија, сите одлуки кои што ги донел судскиот совет на Република Македонија, дека согласно законот, согласно член 39 од законот за судовите, се делегираат судии од еден во друг суд, а не на која материја да работи. Тоа натаму е работа. Таму имаше проблем со 11 судија кои се сеќаваат. Значи точно е дека имаше проблем, меѓутоа делегирањето судскиот совет секогаш го извршува на тој начин што делегира судија од еден во друг суд, а председателот си го распоредува на... Добро, оваа апропо бидејќи спомнавте дека не станува збор за деградација. Колегата кажува пример за деградација. Значи, тоа лично чувство ако го има некој, мене многу ми е жал. Јас имам работено и на прекршоци, сум бил и извршен судија, и кривични полнолетни сум судел, така што не сум се чувствувал хендикепиран никогаш. Судијата е секогаш судија и мора да биде судија и да одговори на своите обврски. Значи, граѓаните се секогаш, доколку, велам, се онеправдани и има навистина некои оправдани такви случаи, сигурно дека Врховниот суд ќе интервенира. Дали се тргнати судиите кои што требаше да ги судат предметите на СЈО, а на нивно место се ставени Панчевски ќе раководи со тој оддел и организиран криминал, секако ќе се најдат предмети на СЈО, а ги знаеме односите на конкретни на Панчевски со СЈО. Оние постојани проблеми што ги имаше во однос на функционирањето на судиите во претходна постапка, издавањето на налози, непослушување на судски одлуки и слично.
Значи, впечатокот е дека намерно се прави ваков распоред за да се прави обструкција на предметите на Знаете СЈО. како тоа е наметнато? Наметнато е за така да се смета дека намерно, дали некој судија или цел суд или конкретен председател врши обструкција на работење на некој орган, дали СЈО или на друг орган без разлика. Значи, ако видите за каква материја се работи специфична, може да се воочи многу лесно ако извршите увид, ако имате можност да извршите увид на неквалитетното работење од другата страна, каде што нужно мора да се одбие или да се бара дополнување со некои во закон елементи кои што се нужно потребни да стојат во определена, например, наредба за претрес или во обвинение или во било кој акт во врска со истрагата. И доколку недостасуваат некои суштествени елементи, судот е должен да го врати на дополнување тоа писмено, тој правен акт што го доставува, например, некое обвинителство и да се дополни. И кога тоа се случува уште од првиот пат, веднаш од другата страна се представува дека се врши обструкција на работењето. Не може никој да каже дека се што ќе побара некој обвинител, да не ги делиме специјален, редовен обвинител и така натаму. Значи, не може да се прифати дека се што ќе побара на прва мора да биде одобрено. Мора да биде исполнета минимум законската форма која што треба да ја има определен правен акт, дали обвинителен предлог, обвинителен акт, дали наредба за барање за наредба за претрес. И токму тука кај наредбата за претрес своевремено не кефте ни да ни одговорите зошто не беше спроведена наредбата за претрес во УБК кога ве прашувавме. Значи Сега зборуваме за одстапки од законот и од да довршам околу формата. Се наметна на еден таков амбиент и став дека се што ќе му врати на СЈО кривичниот суд, основниот суд Скопје, дека тоа е обструкција на неговото работење без да се преиспита. Ама ние сега ве прашав и за директна обструкција на вистина, со ова ме подсетивте. Обструкција од страна на судот, точно, и јас не можам да одговорам на тоа прашање затоа што тој е друг орган во Министерство за внатрешни работи што треба да ја спроведе. Судот издаде наредба за претрес и судот ги исполни сите законски обврски. Значи беше доставено барање, беше издадена наредбата. Дотука работата на судот завршува. Некој друг орган при Министерството за внатрешни работи треба да одговори зошто и како. А обвинителот, секој обвинител има законски механизми како да постапи доколку некој не сака да постапи по судска наредба. Толку не може да одговори судот за действија што ги презема некој друг орган. Се извинувам. Дали е перцепција, не знам, меѓутоа еве да ја прашам. Рековте се наметно како перцепција. Дали кога судија, по конкретниот случај судиката Славјанка Јанковска, во еден ден ќе донесе одлука и ќе потпише 34 решенија дека се отфрлаат бомбите како индиции за криминал, во еден ден, значи ќе потпише решение и ќе ги отврди како такви, на 22 обвинители, ако се сеќавам од Скопското обвинителство, не е битно дали се 20 или 22, и денеска ќе стане заменик председател на судот. Повторно е нека приватна перцепција или станува збор за случајност? Значи не се работи за индиција, индиција може 7 биде на обвинителот, прашање што може доказ да биде во постапката. Значи 34 предмети се индици. Значи квантитетот не може да донесе квалитет. Значи тие иста суштина имаат, ист корен имаат и доколку едно е незаконска, сите се незаконски. Мислам тука е чиста ситуација имам. Па сега го имаме СЈО и гледаме дека не е незаконски, напроти дека е законски. По тие индици се постапува, да, се истражуваат. Значи индицијата апсолутно е во ред. Индиција е чаршиски муавет, може е индиција. И тоа може да биде. Така, значи од чаршиски муавет или од нелегално прислушуван разговор, доколку е кажано дека некој лице на тој ден било таму и таму или во странска држава, треба таа индиција, за таа индиција да се подкрепи и да се најдат докази. Меѓутоа сега се има случаи кои се произлезени од бомбите, СЈО и затоа постои и затоа постапува. Ако судијката ги отфрлила сите бомби со едно решение, а сега и ние сме сведоци на тоа дека имаше предистражни постапки, истражни постапки кои произлегуваат токму од тие бомби. Значи таа работа е што треба да се признесе конечно како највисок суд, Врховниот суд, дали бомбите можат или не можат да бидат докази.
Ама добро, сега вие цел време се повикувате на Врховниот суд, највисока инстанца и така Не се натаму. повикувам на Врховниот суд, туку велам, бомбите, така наречените бомби се индиции. И доколку се најдат Што сега дел се материјални и претучени вербални и во докази истраги, согласно, и во обвиненија. значи, во правна држава важат одредбите од Законот за кривична постапка, а во Законот за кривична постапка вели докази не може да бидат оние што се собрани спротивно на закон, спротивно на устав и меѓународно ратификувани договори. И тука секој си одговара, и секој судија и секој обвинител за своето постапување. Доколку од тие индиции, така наречени бомби, произлезат материјални и нематеријални докази дека е сторено некое кривично дело, нормално дека ќе одговара. Па тоа е небулозата што се случила во судот, а меѓутоа вие очигледно наоѓате начин како од нас да постојано вашата улога е да ги одбраните колегите суди, јас ве разбирам. Апсолутно не. Меѓутоа ние зборуваме за нелогичности и затоа Судијата прашувам. може да единствено да се одбрани доколку работи по закон. Не може јас да го одбранам, ниту вие, ниту било кој новинар, ниту било кој политичар не може да го одбрани судијата ако не работи по закон. Дали е повторна Добра, зошто перцепција? тогаш, зошто тогаш излеговте во јавноста да ги штитите колегите од управниот суд кои што беа повикани од страна на СЈО? Благодарам на прашањето. Значи, јас за жал тогаш кратко беше времето, бидејќи сакавме да одржиме пресконференцијата пред повикувањето на првиот судија во СЈО на сослушување. Значи, уште 6-7 месеци пред да бидат повикани, беше најавено од страна на тимот на СЈО дека ќе има против членови на ДИ, на Државна изборна комисија, суди и така натаму, па ништо не беше се до моментот кога беа повикани, октомври или ноември беше тоа ланската година. А ние тргнавме и единствени бевме во судскиот совет, затоа што сакајќи да го почитуваме начелото утврдено во Уставот на Република Македонија, предочени во Законот за судовите, дека ниту еден судија не може да одговара за искажано мислење и одлучување при донесување на судска одлука. Бидејќи во конкретниот случај се работи токму за таква работа, затоа што јас сум во судскиот совет и членовите на судскиот совет вршат контрола на работењето на судовите, имаат увид во нивната работа, токму за тоа се земени на одговорност. Значи сакате да Од кажете страна дека на тие не можат да СЈО. бидат земени? Не можат да бидат земени на одговорност за искажено мислење и за донесување на судска одлука. А зошто тогаш Доколку слична реакција не не се сториле- јавивте за кога Зврлевски го отвори случајот јустиција? И тогаш одговараа судии. Значи, За донесена судска одлука. Значи, се работи за друга ситуација, затоа што таму има сомнение, значи дел од судиите признаа вина, дел од судиите се судат во Основен суд Битола. Меѓутоа и Дел е таму запрена. беше во прашање Меѓутоа, судска одлука и судска со одлука и одлука. ова е- Не е точно, таму се работеше за чување на предмети подолг временски период и застарување на предмети. Значи тука би застанал затоа што се работи се уште за жив предмет, да не наметувам во врска со јустиција, зашто се уште кривичниот предмет не е завршен. Значи не е иста ситуацијата, затоа што временскиот рок на изработување и на постапување, па административното постапување имаше аномалии во законитоста на нивното работење. А во случајот со судиите од управен суд нема никаква аномалија, затоа што тие одлучувале во предмет во врска со избори и одлучиле онака како што одлучиле. Видете, вие вака сега, јавноста може да биде збунета со тоа што велите дека секој судија што ќе донесе одредена судска одлука нема право да биде ниту да коригиран, биде, ниту осомничен, утре за утре ниту и преведуван, а може и да го прекршил и законот за таа судска одлука, па затоа постојат и повисоките судови. Затоа викам во забуна ќе биде јавноста, сметајќи дека се што ќе донесе како одлука еден судија е неприкосновена и никогаш не сме да се врши нејзина ревизија. Неприкосновена е доколку е во рамки на законот. Значи не може ако е предвидено. А како би се утврдила Да, дека затоа истрага е не, потребна, ако не се тука затоа истражните е збунувачки и за јавноста сега. И мене ме збунивте како новинар. Значи еден судија не може да се најде никако под истрага излегува. Просто речено. за донесена судска одлука. Барањето со кое што беа повикани како осомничени, ние го добивме и извршивме овид во предмет кој што го работеле. Тоа се работи за завршен предмет на управниот суд. И комплетно, значи, ниту има сокриени предмети, ниту списи, ниту било какви други противзаконски действија. Значи, она што било во постапувањето пред Државна изборна комисија, потоа по
по жалба до управен суд е одлучено онака како што е одлучено согласно законот. И нема никаква аномалија и токму јас кажав и ќе повторам, значи моментот според мене и сега, значи го имам кажано, ќе го повторам. Тоа беше еден специфичен момент кога 5 суди од управен суд беа повикани во специјалното јавно обвинителство на околу 1 месец пред одржувањето на изборите, последни во декември кои што се, за да се наруши угледот на тие суди и на целиот суд, за да потоа си има аргументација дека тие не се квалитетни, не се подобни да одлучуваат и по приговори во врска со изборите. Значи тоа е моје мислење. Добро, само вие една работа пак не ми е јасно. Не може само временскиот рок на одлучување по предметите да биде нешто што може еден судија да го доведе во ситуација да се соочи со истрага. Освен тоа беа 2 месеци, мислам, колку време претходно треба да се поведе постапка за да не викате пред изборите. Значи не навлегуваме на справа, на секој обвинителство во ред. Што се сеќавам, таму имаше и тепачка. Ја не знам прво во кој контекст ги доведувате парламентарните избори со Каде имало тепачка? Во управниот суд. Па ете, имаше такви шпекулации по некои портали, меѓутоа знам дека веднаш беше... И тоа е претпоставам перцепција. Дали е перцепција, господине... Значи, кажете ми за каква тепачка, а и аргументирајте ми да не шпекулираме и да не... Тоа беше јавно објавено, дека 2 суди се степале. Во многу медиуми. Кажавте вие, имаше шпекулација во одредени. Во многу медиуми. Значи, имаше шпекулација, истиот ден председателката на управниот суд излезе дека ништо од тоа не е вистина. Не е вистината. Значи, добро. Втора работа. Дали е перцепција дека Владимир Панчевски, значи со сите пријави на страна и сите скандали кои го следат, може да биде судија на претходна постапка, а во исто време да биде председател на кривичен совет. Значи, кај што се решава по жалби. Дали е повторно перцепција, како сега што викате, само сетам, Даниела Димовска, која донесе решение дека постои мала веројатност, скоро никаква, дека едно осомничено лице ќе ја напушти државата и по тој основ не одреди притвор, па истиот кривичен совет во истиот тој суд Скопје 1 донесе сосема спротивно решение, кое стане правосилно по жалба и од страна на апелациониот суд. Време со тоа. Повторно нема никаква вина или пак е некаква... Да кажеме дека лицето меѓу време избега во странство. Да, тоа лице уште не е вратено месец дена пројде и ние двостепеност на постапката секогаш постои. Веројатно уште на службен пат. И тоа е уставно начело. Значи, да не сагате и за тоа лице јас да одговарам нешто каде. Сите 3 точки беше поднесено. Значи да не влие на сведоци, да постои опасност од бегство и така натаму. Сите 3 точки беа наведени. Сите 3 точки беа отфрлени. Со некаква навивачка реторика кога настапувате, зошто никој не го пофали апелациониот суд кога потврдил некое решение, што било вие како што сакате. Зошто не го пофаливте апелациониот суд? Например, зошто ниеден од силните портали не излезе да каже браво за судот? Значи зборуваме за судија на претходна постапка кој донел некое решение. Еден судија донел решение. Кривичниот совет, значи таму тројца решавале и донеле сосема диаметрално спротивно решение. Значи во парламентарната демократија постои процесните правила се усогласени со правилата на парламентарната демократија и таков е и нашиот закон за кривична постапка кој што е донесен врз основа на искуствата од земјите на Европска унија и на Соединетите американски држави. И порано, и во социјалистичкиот период, исто така постоеше, немавме ситуација каде што еден судија тоа што ќе го каже и тоа е крајно. Секогаш постои право на жалба и секогаш постои можност за евентуално исправање. Меѓутоа не може да кажете, значи јас како судија и нема судија што нема укината одлука, било решение или пресуди и така натаму. Не можеме да кажеме дека доколку имаме една одлука која што укината дека се работи за неквалитетен судија. Не сметате дека е сомнително дека прво судијката не дала барење за притвор и слично. Во меѓувреме советот решава спротивно од нејзе. И бара. Меѓутоа лицето во меѓувреме му е овозможено да избега. Ме разбирате? И одговорност нема за самата одлука кога е донесена, Телма телевизија ја дозна одлуката која не беше соопштена ни на СЈО, ниту, значи се купуваше време да се лицето да му се овозможи да оди на службено патување. И тоа е перцепција од која што не може туку така лесно да се избега. Добро. Ние зборуваме за перцепции зошто? Да беше се во ред, ние немаше ваков разговор да водиме. Немаше да имаме, како што велите вие, погрешни перцепции. Меѓутоа ова е многу сумнително. И само една дигресија. Кривичниот совет ја донесе одлуката, каква како што ја донесе, значи одреди притвор.
мислам дека беше датум 7, истата одлука беше објавена на сајтот на судот на 10. Па тоа велам се оставило простор. 3 дена имаше Не простор. можам сега да А зошто не испитувате и вакви Не ме случаи? интересира Можете тие како работи. совет Тоа да е ги нека друго. преиспитате ваквите случаи? Значи, Ова е кога многу судот ја сумнително. објавил, значи во рок од 2 дена треба да биде објавено. Не, меѓутоа значи, не целиот може случај истиот момент да биде објавено. е таков да тоа лице не му се носи барање за притвор, тој бега, умеѓу време судот носи добра е одлуката од кога веќе избега. Тогаш веќе нема кого да бараат, нема кого да приведуваат. Носи одлука која што не може да се спроведе. На личниот пример, кога ноќе ќе се случи некое кривично дело и треба определено лице да му се одреди мерка притвор. Обвинителството настапува со барање. Дали мислите дека на некој судија му е лесно да изречи најтешката мерка која што може спрема некој да се изречи за обезбедување на присуство, да му ограничи слободата? Не. Значи секој судија долго размислува дали да определи притвор. Добро, ама оние И донеле секогаш, одлуката, ама 3 дена како размислувале дали да ја објават. Тука не е Сега размислувањето. велам и за судијата поединец кој што прво судијата на претходна кој што одлучувал и за советот кој што одлучил потоа спротивно. Добро, советот 3 дена На мислел за одлуката. да А потврди и апелациониот објави. суд. И тоа ден пост. Значи, од апелација потврди Така по е. едниот основ, по двата основи. така. Не, Меѓутоа, одлуката значи, стои кој ја така. преиначи, точно е. Стои. Значи, постои простор за притвор. Не е Значи, битно. секогаш Јас помислам, се морам да го право. морам да најавам реклами и продолжуваме со разговорот затоа што не одговоривте на прашањето на Љубиша и ќе ви дадеме простор да одговорите околу функциите на Панчевски, колку тие ќе бидат спротивни. Се враќаме веднаш по реклами. Да не заборавиме одговор на прашањето на мојот колега Љубиша во однос на функциите на Панчевски, кои што ќе го раководи одделот за организиран криминал и судија за претходна постапка. Значи, навистина ви кажав дека го немаме добиено во Судскиот совет се уште официјално годишниот распоред за работа, неправосилен, и не знам што натаму да коментирам. Еве, прифаќам дека е, како рековте, председател на што е ставен, повторете ми, ако е така во распоредот, еве, со резерва. Значи, ставен е судија на претходна постапка и ставен е да биде во исто време председател на кривичен совет. Значи, по жалби кај него да се решава. Он си ја води истрага и одеднаш кај си по жалба ќе дадете кај него. Значи, знаете и вие, ако следите право, дека не може сам на своето да си одлучува по жалба. Молам? Нема друг совет, тој е. Тој е раководител на оделенијата, на тој совет. Значи, не може на одлуките, ако ги донел како судија на претходна постапка, самиот да одлучува второстепено за собствената одлука. Не може ли да влие на колегите, така? Значи, влијанието на колегите или трпење на влијание, конечно, независноста на секој судија зависи лично од него. Јас не мора да трпам влијание ако ми е симпатичен некој, јас сега ќе судам во негова корист. Тоа е само одрекување од мојата независност и самостојност. Меѓутоа, ако е незаконито работењето, тогаш има сериозен проблем тој судија. Ама и подкрепнување по влијание не е тоа е неетички, неморално, тоа е спротивно на... Значи, за кое влијание разговараме? Значи, збориме председател на совет. Добро. И што е битно кој ќе учествува во советот кога тој е председател на совет? Што мисли дека некој ќе очекува дека ќе биде донесена спротивна одлука од таа што ја донел он како Апсолутно да. Апсолутно да, браво. Ај не, добро, ќе видиме, ќе видиме. Укажувате како тој кривичен совет е составен од одлука. тројца суди. Јас ви велам дека не верувам во такво нешто. И како може, еве, јас или вие ќе ми се закани некој како да одлучам јас како судија? Добро, до сега бевме сведоци дека и на еден судија му се слоши кога беше судењето на Министерката за внатрешни работи. А нема право да му се слоши. Има право, меѓутоа тој не му се нема право слоши никаде да во му скине окупутата. решение. Затоа што имаше во тој период кога се водеа тие предистражни постапки, и ние медумите пишувавме дека нешто чудно се случува во судот, дека тоа е резултат на притисоци. Од друга страна, вие велите немало притисоци ни можеби кај управните судии. Што доколку тоа се докаже утре задутре со други бомби и со други конкретни разговори каде што им е даван налог на судиите како да судат. Ме разбирате, бомбите и докажаа дека па и вие сте споменати во бомба. Да прашуваа дали е тој наш. Ја за мене? Да. Ајде, кажете ми, не знам. Јас колку што се сеќавам дека мислам дека и дури за вас Значи и вие бевте сте ги слушале бомбите каде што политичарите конкретно прашуваат. Наш ли значи, е тој? јас мислам дека ги слушав сите. Добре, може сум направила превид, меѓутоа имаше прашања дали тој доколку го назначиме за преседател или овој или оној е наш. Дали можеме да му веруваме? Во некој суд или нешто?
Имаше конкретни примери во бомбите каде што Да, се само мислам дека зборуваше беше за друг суд. За друг судија. Извинете ако сум сгрешила. Меѓутоа- Мислите ли сигурни сте? Не, не сум сигурна, меѓутоа имаше разговори во кои што се Немало, препрашуваат сите ги имам функционери. слушнато, за мене немало. Да, дали тие Немало. судии се подобни, дали се наши или не се наши. Значи заради тоа е ваквата Знаете што, перцепција. поделбата на наши и не наши, значи постои во обвинителството, во основното јавно обвинителство и специјалното како да му е сосема контра да работат. Едните ги гонат од СДСМ и опозицијата, СЈО ги гони представниците од власта. Значи, се е буквално поделено. И тие двојни аршини спрема едното и спрема другото обвинителство се повеќе од очигледни. Тоа и во Стејт департментот го кажа и во однос на притворите. 99% од притворите кои што ги предлага основното јавно обвинителство се прифаќаат, само 4 од 23 по предлог на СЈО се одбиваат. Добро, зошто органите што вие не ги критикувате, не го докажат спротивното, па условно и нашите и вашите да постапуваат? Зошто не кои се постапуваат и не вашите? се прави? Па не знам, вие рековте наши, ваши, јас Не, знам. поделбата на наши и ваши. Ама јас не правам Во поделба на судството. наши. Добро, меѓутоа не правите поделба, меѓутоа го нарековте СЈО инфантилно, например, во една... Па го реков конкретно за која ситуација беше? Мислам дека за конкретен пример, управниот суд, јас за не- представките од управниот суд. Не, за сталното жалење дека и плачење судот вака направи и излегуваат на телевизија веднаш со без аргументација никаква. Сепак се ваши Тоа колеги беше. од правосудството, мислам некако Апсолутно. многу е... Господине Караджов, Ама и тие треба да знаат дека такви ние сме нивни изрази. колеги. Да, Значи меѓутоа- јас како кривичен судија долги години сум носел и одбивателни пресуди. Сум рушил обвиненија на обвинители, па никој не ме нападнал како тие што ги напаѓаат судиите. Меѓутоа, дали е Господине Караджов, погрешна значи, перцепцијата односот- на Стејт департментот дека има пречки и обструкции од судот? Значи, прво вели од судот и од државните институции. Партиско попречување и синхронизирани медиумски напади, сето тоа ја попречува работата на СЈО. Првата реченица е пречки и обструкции од судот. Додуша, вие во едена изјава ги критикувавте и САД и Европската Унија во однос на нивното Значи, јас однесување. тврдам дека работата не е обструирана, не е обструирана од страна на судот, туку секој треба да ги засучи ракавите и да си работи работата за која што е платен. Па тие се многу добро платени, подобро од сите суди и обвинители се платени и треба да работат, а не се некој нешто да им смета. И јас сакам да си ја завршат работата, што ја имаат, да го докажат пред судот тоа што го имаат, а не само да зборуваме без аргументација и без докази. А пред кој суд да го докажат? Пред истите овие суди, еве, сега се назначени од сите од претходна постапка, за кои што СЈО веќе има поднесено представки за... Значи, може со секој судија и обвинител да разговарате, дека онаму каде што има докази, кои што согласно законот за кривична постапка се прифаќаат, дека се докази, доколку има такви, не постои судија кој што ќе одлучи спротивно или ќе ослободи некое лице каде што има докази. Ама како сега вие замислувате вие со зборувате безбедно како доказите? учебник, мислам, Мо? на А вистина. како вие замислувате со безбедно доказите ако некој не ви дозволи истрага? Во насока на обезбедување докази. Сите наредби за претрес се Кажете ми еден одбиени. пример Не, само да ја кога- прашаме народот, зашо може? не е дозволено. Дали и Што кога сте влегли... судот, каде судот Наредба не за дозволува? претрес не Само да ја дозволува, што е невидено Дали до и сега во кога сте судска влегли пракса. последен пат во Основниот суд Скопје 1? Дали воопшто сте влегли? Кога сте влегли последен пат? Пред 5-6 дена. Пред 5-6 дена. Дали ви е познато дека од тој суд протече фотографија на високи поранешни високи државни функционери од камерата на судот? Дали ви е познат фактот дека високи поранешни државни функционери осомничени од СЈО за тешки кривични дела и за големи корупцијски дела беа дојдени половина час пред судење и од судија го има добиено предметот и вршат убид во предмет на половина час пред почнување на судење? Не ми е познато. Не ви е познато? Не. Распрашете се. Ете, вас За ве тоа прашувам, говориме. кога да го прашувам. За тоа говориме. Претпоставам дека прашањето на Корешката беше во тој правец. Тоа се тие, ја не знам дали се ваши, наши, ја мислам дека или има суди или нема суди. Апсолутно, тука се Во согласувам. случајов, Или има суди, во или нема случајов суди. има обструкција затоа што нема суди. Кои што работат по дефолт или работат по навика или работат по некој нечии диктат. Вие до сега никогаш не сте имале никаков притисок од ниту еден политичар? Јас Или не. човек од И власта? за и судскиот совет тоа не, мислам, апсолутно го тврдам дека нема таква работа. Јас во мојата судиска кариера сум немал никакво незаконито влијание или Ама некаков имаше телефонски притисок. разговори објавени со Зафировска, со вашата
Претходничка. Ова ве прашуваме затоа што еве во тие бомби кои што вашата колешка судијка ги одби или како. Значи знаете како, јас и на постоја разговори кај што на една точно се друга гледаше. телевизија и ми беше пуштен тој разговор. Значи јас принципиелно, бидејќи сметам дека тоа не може да биде како такво аргументација, не знам како е снимано, зошто е снимано, дали е Дали е лепено сечено и монтирано? Не е лепено сечено, добро, многу излитено тоа испод на таа фраза. Значи, дали е тој разговорот и што всушност се разговарало? Дали се разговарало нешто друга, некаква друга поинта дали имало или не? Значи, апсолутно не може да дискутираме за некакви парчиња од некаков разговор, макар да се и како целина. Добре, еве Јован Вангеловски, новиот председател на Врховен суд, призна дека Да, тоа е неговиот тој глас и призна. тоа е разговорот што го Окей, водел, па беше избран од ваша страна. Токму за изборот на Вангеловски исто имам прашање. Тој е избран во ситуација кога Белозова имала голем број бодови, ова ми се инсайдерски информации. Таа има најголем број на бодови и тој е предложен лично од вас за предлог за гласање, а не е предложена Белозова иако ги имала бодовите. Зошто? Значи, тука имавме размислување, законско, малку законот за судови, во тој дел треба според нас да претрпи измени, меѓутоа со политичкава криза која што е веќе трета година, не постои можност, ако имаме предвид дека законот за судови со двотретинско мнозинство се донесува во Собранието на Република Македонија. Бодовите се во законот за судски совет. И таа ги имала во најголем број. Таа ги имала во најголем број, меѓутоа тука беа направени согласно закон повеќе кандидатски листи затоа што оценувањето во законот за судскиот совет на Република Македонија не дава под еднаква можност сите суди и председатели на судови да соберат условно изброј на бодови. И па тогаш зошто бодови кога Значи тој што има најмногу не може да биде предложен? Значи Тоа нема логика. Законот за судски совет максималниот број на бодови е 260, меѓутоа дел од бодовите се собираат од процентот на укинати и преиначени пресуди. Бидејќи судија на Врховен суд нема повисока инстанца од него, не може да има такви, не има можност да собере 260 бодови, туку помалку 250. И затоа имавме, ние одлучувавме по ранглисти паралелни. Моравме да направиме различни ранглисти, затоа што оценувањето на едниот и на другиот беа по различни основи. Зошто вие лично го предложивте Вангелов? Еве и количката спомна и тој самиот призна дека нели во дека тие тоа е бомби, неговиот глас дека на е неговиот прислушуваните глас на разговори, дека прислушуваните наистина го разговори. водел тој разговор. Да, во однос на притисоци и слично. Меѓутоа, зошто сметавте дека Белозова кој има најмногу бодови не треба на ваш личен предлог да оди или да се избира, туку го предложивте Вангелов? Во што верувате и зошто го предложивте? Значи го предложив затоа што по консултациите што ги имавме во судскиот совет, сметавме дека тој ќе биде најсоодветна личност и конечно годови потребниот број гласови, веќе се избира судија и председател на Врховен суд за жал со двојно мнозинство. И беше избран, точно е дека го призна тоа што го кажувал, признава, односно сите знаат дека куми е на председателот на председавач ли е сега, што ли е, не знам, председавач на Собранието на Република Македонија, и тоа не е спорно. Значи, Мене ми е тоа релевантно, мене ми е друго, кога спомнав веќе бодови, сакам да ве прашам. Обичај имате ден порано да вршите некои си координации, па потоа ден подоцна на седница на судски совет вршите бодувања, менување на оценки. Зошто тоа го правите за затворени врати? Тоа ми е едното прашање. Генерално, зошто се оценуваат суди за затворени врати, зошто не сте транспарентни, отворени кон јавноста? И второто прашање ми е, што вие како председател на судски совет имавте потреба да ургирате по прашање на адвокатот Александар Тортевски и чинам дека беше Звонко Давидовиќ. Имавте интервенција во адвокатската комора. Едно по едно, Љубиче, оти две кога ќе Две прашања, поставиме. две прашања. Едното Бега не се со одговара, говорникот само да. на тоа што му одговара. Едно првим поставите, нека одговори Значи, па за друго. поднос на првото прашање, не е точно дека прво некако тајно, па на седница и така натаму нешто работиме. Оценувањето на судиите, согласно законот, се врши во отсуство на јавност. Се извинам, ќе ја прекинам. На 12 март рековте дека немате информација дека Татјана Михајлова си поднала оставка?
А веќе на 13 сабајлето имате закажана седница, на која се разгледуваше оставката. Апсолутно не е точно тоа. Ваша Кога беше ја добивте изјавата. оставката? Ваша беше изјавата. Јас не сум дал изјава на 11 март дека... Не на 11, вие на 12 попладнето. Кога се слушна за оставката, вие рековте до вас нема ништо стигнато. А веќе десетниот ден имаше седница во 10 часот сабајлето. И Повере. што одлучивме на седницата? Што сте одлучувале? Не знам што сте одлучувале. Во крайна линија сте разгледувале сигурно оставката на Михајлова. Значи, еве инсистирам, извадете ги од тој датум сите пишани и непишани медиуми, за да видиме дека Кој не датум точно е тој во се меѓувреме возборува. да проверим? 12-11. За Дека на Михајлов? 11 март јас сум рекол дека не знам дека има оставка од Татјана Михајлова. Добро, во Значи, моментов- ова е шпекулациите кои што се импутираат. До вас дека не е на нас. стигнато ништо, не дека нема, дека Дека не е до вас стигнало стигнато ништо. Оставка. На 11 март не е Не, точно. Добро, не, ајде на не, 12. Дали сте имале Ирелевантно таква изјава? Меѓутоа во- следниот Не. ден веќе имавте седница. Дали нема? Апсолутно не. Не е Наредниот ден точно немавте тоа. седница? Тоа што го зборувате не е точно, Добре, немам не е што да точно. кажам повеќе. Јас ќе ви го ќе докажам ги тоа. најдеме. Ќе ги најдеме. Добро, Имаш во го. однос на изборот на Јово Вангеловски, тој И ве молам да известите, без разлика, ќе завршам. Добро, Да, да, во без време, Јас ќе ви го еве, Ќе кажете. повикувам колегиве да проверат што се зборувало и ако може да ми донесат во студија, ова со судија не можеш поинаку, мора доказите на Докази, лице сигурно. место да се приложат. Така е. Изборот на Јово Вангеловски, Еднаш судија, секој судија, и привежен судија сум. Јас и само јас на ќе гледам да докази. ви излезам во пресред. Вангеловски најави дека од новата влада ќе побера измени во законот за парнична постапка, законот за судови, за кој што го спомнавте и кој велите исто не е лесно да се менува законот за судскиот совет, законот за одмерување на казните, укинување на законот за советот за утврдување на факти, утврдување на одговорност на суди и друго. Ова се речиси еден куп закони поврзани со... Значи, скоро сите што ја тангираат работата на Ако советот, и да. вие го предложивте, меѓутоа како до сега ништо да не се работело, а од друга страна и од Приби имаше белешки кои што јас имав и прашање во најавата дали воопшто некој до сега и ги сапеше и сега излегува дојде Јово Вангеловски како председател на Врховен суд, а беше и претходно, и почна ерата од него со менување, со прифаќање на забелешки од Прибе и слично. Значи, таквото наметнување на мислење не е во ред. Новоизбраниот председател на Врховен суд на Република Македонија, според мене излегол значи искажал личен став. Значи друго е да има мислење од некакво мислење од седница, од општа седница на суди и на Врховен суд, а како председател на Врховен суд на Република Македонија е прв судија на највисокиот суд во државата. Иницијативи за менување на закони секако може да се даваат, меѓутоа директната комуникација со владата и со Министерството за правда е во рацете на Судскиот совет на Република Македонија, затоа што Судскиот совет не е суд, не суди, туку е токму тоа, избира, разрешува суди, ја следи, ја контролира работата на судиите и во овој контекст. Според мене малку избрзал председателот Ви на информирал ли вас како Судски совет дека би сакал да има Не, измени? до вас Би прашање, разговарал? него чисто до колешката, значи тоа е кажано во една неформална средба. Да, точно е дека е кажано. За брифинг, зборувам кај што биле сите новинари, сепак кажа. Неформална средба, значи апсолутно неформална средба. И господинот Вангеловски го кажа тоа, меѓутоа не беше кажано дека тоа и така ќе биде, буквално што го говори господинот Караджевски, тоа е негова некоја перцепција на Значи, работите и некој негово размислување. размислување, онака Во кажано... крајна линија тој кажа и друга работа, еве сега, иако не е коректно, кажа дека очекува токму распоредот за кој говориме денеска, дека судијата кој што е именуван за председател Рибарев, дека еден подолг период ќе седи, ќе ги проучува колегите, ќе ги гледа, ќе разговара со нив, па дури од после месец, два, не знам колку, ќе донесе решение кој судија каде ќе го именува. Меѓутоа се случи тоа Веднаш Рибарев. неколку дена Да, после да, тоа да веднаш. биде Почна да прави фактички разговор. демонтиран. Како нов Меѓутоа почеток. сакам да кажам дека Да. господинот Јово Вангеловски тоа кажа во една неформална средба, значи не беше тоа изјава баш онака за јавност. Значи, кога ќе известат медиумите, не пишуваат неформална средба, сите топ Не, пишуваше, ударна вест, пишуваше дека се дека неформална кажува, средба. исто и се припишува од некој сега околу дека на таа средба изјавил председателот како
како да ја од него произлезено Видете, дека сепак ќе не има е мала некакво работа и како покачување на човек од плата. Врховниот суд, прв човек да Тоа има каже тежина, дека бара апсолутно не е судски мала реформи и од има новата влада, тежина, тоа има тежина, тежина. така И да е. е неформална средба, сепак сите знаеме дека имале средба новинарите, не може да се скрие тоа. И затоа ве прашувам за нешто прашање што е многу битно и што не може без вас, не може без судскиот совет. Затоа реков дали сега ќе почне нова ера во Значи, судството од Истото го на најави Јован Вангеловски претходниот пат кога дојде за председател, па некои судски реформи Значи, не фактите видовме. се дека законот, значи се задржа и на законот за Советот за утврдување на факти. Значи, факт е дека најповеќе Венецијанска комисија има забелешки на тој закон околу форматот, начинот на избирање. Меѓутоа, лесно е нешто да се критикува, потешко е да се најде соодветно вистинско решение. Битно е да се најде, не да се Меѓутоа треба да се бара. Не, па за тоа е, се да се најде. бара, ама не Значи, се бара ние некако тоа го може би да размислуваме се години. подолго време и во судскиот совет, за да настапиме и пред Министерство за правда, за да не паѓаат одлуки на судскиот совет пред судот за човекови права во Страсбург, а да биде соодветно решение и да не биде критикувано од меѓународната заедница. Исто така, како и во врска со бодувањето што реков, и делови од законот за судови, и секогаш секој закон може да биде подобар, во секојдневното работење сите можеме да забележиме некои одредби од некои закони кои што би требало да претрпат подобрување. Не значи дека секогаш владата на Република Македонија преку Министерството за правда ќе излези во пресет и ќе предложи по парламентот ќе прифати донесување или подобрување на некое законско решение. Добро, за некои закони самите рековте Епа, потребно е двотретинско тоа е мнозинство. тоа. Значи, Пауза тоа за во- реклами, па одиме во завршница на ова Жишко столче. Остануваат уште 5 минути за завршни прашања до господинот Караджовски. Јас само да кажам и да подсетам дека во извештајот на Прибе беше нагласено дека судската и јавно обвинителска служба треба да бидат способни да постапуваат на независен и непристапен начин. Дека постои сега атмосфера на притисок и недоверба во судството. Да се вработуваат луѓето во судството и судиите да бидат по заслуги и по знаење. Меѓутоа немаме време да расправаме зашто сето ова до сега не е постигнато. Ќе им дадам предност на Еве Мери, повелете со вашето прашање. Мене она што најмногу ме интересира, бидејќи претходно зборувавме за поларизираноста на ова општество и за двете јавни обвинителства, постојано чувството е дека вие пристапувате со некој анимозитет кон специјалното јавно обвинителство. Со деградации, во неколку наврати имате дури и навреди употребено, како блокади, не ги гледате блокадите тие за вас како да не Конкретно, постојат. која навреда сум ја изрекол? За инфантилноста, таа ја Инфантилно, спомнав. на неколку претходно. наврати, еднаш, Мислам, да, не имам сум кажано слушнала инфантилно. таква навреда, например, за основното јавно обвинителство или сеедно, сепак тоа ви се ваши колеги. Оттаму ми е прашањето зошто, кои ви се мотивите за вакво нешто кога судскиот совет треба да биде коректив, судскиот совет треба да ги исправи тие работи, во таа поларизираност да се стави на средина без да зазема страна. А вие со вашите постапки како да го правите токму спротивното. Значи, обврска на судскиот совет е да го чува угледот на судството и да се бори легитимно со тие што го нарушуваат непринципиелно и што извртена слика представуваат за судството. И тоа Од е тие СЈО, тоа причини СЈО сум го го прави. кажал, ако е навредливо, сум го кажал дека во таа прилика го сум го кажал, стојам дека инфантилно се однесуваат. Наместо со законските механизми што многу ги имаат на располагање, да поднесуваат соодветни поднесоци, било кривични пријави, жалби, поплаки, представки, тие се јавуваат на пресконференција и тука завршува целата приказна. Кога немам докази, јас можам да наклеветам некого дека сторил нешто и нема натаму да преземам А ништо. како знаете дека немаат докази? Па ако имаат ќе тоа што го зборуваат, ќе поднесат. Прв пат сега слушнавме, значи пак од медиумите, тоа не треба да излези во етер, меѓутоа специјалното јавно обвинителство објави против кои суди и какви, не знам дали текстовите на представките ги напише А што ги зошто да се поднесе до заштитени Советот на представки факти. за суди? Зошто тоа не е тајна информација? Значи, постапката пред Советот за факти, претходно пред Судскиот совет, е тајна во делот и се води во отсуство на јавноста заради чување на угледот.
Значи и тука пошироко прифатено. Господине Со што Караджевски, се разликува работи до за лекар, чува хирург и или чува. слично, ако му објават дека се води истрага за него, ќе му го нарушат угледот и му го нарушувале медиумите, Значи, намерно или истрага е ненамерно. едно, дисциплинска постапка тука велиме. Па и дека се дисциплинска води. постапка сме објавували и за лекари, и за научници. Каков ќе биде угледот на судијата кој што конечно се утврдило дека не направил никаква повреда по било која преставка поднесена и по завршувањето на постапката поднесување на барање. Тоа се како ќе се до објави, Врбовски медиумите до доколку Судски совет. сгрешиле, има треба и да се Меѓутоа, извинат. граѓаните кои што ќе ги суди предметниот судија, сите знаат дека има постапка било каква за некој судија. Ама како ја ќе одам на лекар да ме оперира се некој за кажува. кој што што е сега имало проблемот да се неосновани сомненија? Мислам, тоа исто е, нема разлика. Не ви е соодветна паралелата. Па, животот ми зависи од лекарот, како? Значи, апсолутно, во ред ви зависи. Меѓутоа, истрага, ако има, зависи за што е истрагата. Дали е за мито корупција, дали е за несовесно лекување и така натаму, за што се работи. Ама кога известни судии постојано... Повеќето представки се банални, и се приговара на одлуката која што потоа е положена на жалби и така натаму. Затоа согласно законот и додека ние како судски совет постапувавме по представки и сега исто е пред советот за факти дека таа постапка се води во отсуство на јавноста. И доколку дојде до разрешување конечно на судија и така натаму, тоа само се констатира на крајот, а текот на постапката не се објавува. Па како знаеме дека има кривични пријави за Панчевски, на пример? Еве, не се процесуирани, Јавно се објавија затоа што беа поднесени. Јавно се објавени. Кој јавно се објавени, сами не се објавуваат? Да, ги меѓутоа објавил некој што не треба, значи обвинителство не ги објави. Така кој? Тој што ја поднесе кривичната пријава. Ама самиот што ја поднесе може да каже да ја поднесе кривична пријава. Што е спорно да каже? Што е тука спорно? Не, немаме многу време. Тоа што време треба да ги штитиме нив за случајно угледот да не им го нарушиме. Најслучајно, а институцијата што толку време се соочува со блокада во работењето, токму поради тие суди. Значи, една работа на јавноста, дали му е познато, може би и за сите нас имало многу кривични пријави, а ние да не сме знаели. Значи, не е должно јавното обвинителство да го извести тој лицето спрема кое е поднесена кривична пријава, доколку веднаш по претходни испитувања јавното обвинителство утврди дека се работи за дека нема кривично дело, нема потреба да се малтретира било кое лице или да се објавува во јавноста дека има кривична пријава и си го затвора. Добро, меѓутоа еве вака да сублимираме. Не би требало, мислам дека никој не треба да биде заштитен како посебен примерок, ниту судиите, доколку несовесно работат или слично. Апсолутно, уште повеќе нема никаква разлика со научниците, економистите, лекарите и другите професии. Уште повеќе одговорноста од кривично правен аспект кај судиите, бидејќи се суди доколку сторат некаква аномалија, кривично дело, одговорноста е уште повеќе. Љубише, со прашањето ти ќе завршиме со емисијата, после ќе ми речете дека не сум ви дозволила. Не, нема да зборам за судиите, значи последно прашање дека господјата Дијана Груевска Илиевска кој го пресуди колегата Кежаровски 4,5 години затвор, па рече дека е под притисок на јавноста, еве нема да спомнуваме, него сакам само да прашам. Конечно правосилната одлука каква е? Значи затоа реков нема да Добро, да не отвараме дебата за случај. Да не отвараме дебата бидејќи човекот беше во притвор година дена беше во притвор за напишан текст, а овде ке ме за 17 милиони. Ако може со конкретното прашање. Значи искрено да прашам. Рековте преска дека судскиот совет треба да се грижи за угледот на судството. Вие навистина верувате дека судството работи како што треба и дека има углед? Значи во најголемиот процент да, никаде не е совршено и ние се бориме да утврдиме каде што има несовесно и нестручно работење, таа е нашата задача и за тоа работиме. Ви благодарам што бевте гостин и што одговаравте на нашите новинарски прашања. Јас се надевам дека, бидејќи овој извештај на Прибе беше многу конкретен и точно се вели што треба да се направи и вие како тело сте можели до сега да направите, само да ве потсетам дека во извештајот вели справувањето со бројните постоечки или следни случаи и истраги поврзани со сегашната криза представува особен предизвик и ќе биде тест за случај за функционирањето на судството и јавното обвинителство на земјата на неефикасен, независен и непристрасен начин. Кривичното гонење на разни можни криминални активности поврзани со следењето на комуникациите за двете и за нивното создавање на нивно објавување, како и за криминалните активности кои се осознаат со држините на самите разговори, мора да биде спроведено проактивно. И тука точно вели како сето тоа треба да се прави. Согласно законот за кривична постапка, комплетната истрага ја води јавното обвинителство.
со стариот закон за кривична постапка до 1 декември 2013 по барање на обвинителство истражен судија во судот. Сега комплетно независно било кој обвинителство само ја води истрагата и судот не може да му попречува во водењето на истрагата. Да, меѓутоа тука се нотирани и судовите и затоа ви го разговараме, прочитав. значи сосем на За конкретниот крајот случај за тоа е прислушкувањето. комисијата на господинот Приве 3 дена по неколку часа беше во Република Македонија и од сознанијата што му беа доставени од определени лица е составен тој извештај. Значи јас бев присутен на состанокот во судски совет кога беше на 45 минути комисијата дојдена и разговараа, бев еден член од делегацијата на судскиот совет. Бев таму, меѓутоа никој не им кажал дека од 2013 година не се врши изборот на суди како што е напишано во Сте можеле вие да им кажете. На Приве. Ви благодарам многу за учеството и штетност и вам, почитувани колеги, што бевте дел од оваа топ тема на Благодарам вашата на страна. поканата. Вам ви благодарам, почитувани гледачи, на вниманието. Останете со програмите на Телмаш.